Здраво, здраво. Како сте? Добро. Почитувани министр за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитувани припадници на полицијата, почитувани медиуми, почитувани присутни. Чест и задоволство ми е што денеска во Берово имаме прилика да ја пуштиме во употреба реконструираната зграда на Оделението за внатрешни работи Берово, со што се јагнат капацитетите и се подобруваат условите за работа на полициските службеници. Благодарност до владата, посебно благодарност до МВР што овозможи после долги години зградата на ОВР Берово да биде целосно реконструирана и во нови услови да нуди модерен сервис на услуги кон граѓаните, силно гарантирајќи нивната безбедност и сигурност. Со реконструкцијата на овој објект, уште еднаш ќе потврдуваме заедничката посветена работа да се гледа во сите општествени сфери. Уште повеќе што имплементираните мерки за енергетска ефикасност се во насока на опредоба на беровци, нашето Берово да остане еколошки чисто, за во него да продолжат да се произведуваат екопроизводи препознатливи во целата држава и пошироко. При тоа, нашата полиција останува пример за тоа како се действува одговорно и како се сака татковината. На сите овде вработени им посакувам во добро здравје, среќа и успех да ги користат реновираните простории и успешно да се справуваат со сите предизвици согласно мотото во служба на граѓаните. Благодарам. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска во рамките на нашите континуирани активности за драстично подобрување на материјално-техничките и инфраструктурни капацитети на полицијата, заедно со градоначалникот на Берово, господин Звонко Пекевски, моите соработници, директорот на Бирото за јавна безбедност, колегите од секторот за внатрешни работи Штип, имавме работна средба во Оделението за внатрешни работи во Берово и при тоа направивме увид во целосно реконструирани простории на зградата на ОВР Берово. Ова е 76-тиот објект кој што е реконструиран целосно и со што се подобрува капацитетот на условите за работа на полициските службеници. Несомнено, инфраструктурата на било која институција во рамките на незината материјална, техничка опременост и стандардизираност еден од суштински предуслови за ефикасност во работењето и за квалитетот во работењето. Водени од оваа премиса, динамично тргнавме во процес на надминување на претходните состојби кои што беа со план и јасно одредена цел да воспоставиме модерни стандарди на функционирањето, како на полициските службеници, така и на нивните средства за работа, на нивните објекти и на нивната опременост. На овој план во период од 2017 до 2022 со целосна или деломна реконструкција на 76 објекти ширум државата во сите сектори за внатрешни работи. За прв пат во историјата од Министерството спроведовме мерки за зголемување на енергетската ефикасност и сега веќе можеме да кажеме дека над 60% од вкупната бројка на објекти се енергетски ефикасни. За имплементација на овие мерки, заедно со комплетните реконструирани активности од буџетот на МВР беа инвестирани средства во вкупен износ од 460 милиони денари. Најголемата градежна експанзија во овој дел беше во 2021 година, при што беа завршени дури 16 објекти од Министерството за внатрешни работи. Инвестиравме во тие 16 објекти некаде околу 230 милиони денари. Очекуваме до крајот на 2022 година да бидат завршени уште 3 објекти. Тоа е објектот на ОВР Делчево, објектот на ОВР Свети Николе и објектот на ЕВР Газибаба. За целосната реконструкција и санација на овој објект во Берово беа издвоени 26 милиони денари од буџетот на
Министерството и по овој направен увид денеска можеме да констатираме дека сите градежни активности се извршени според планот, навремено, според стандардите за квалитет, за енергетска ефикасност на овој обект. Дозволете ми во оваа прилика, од овде од Берово, да ја најавам и кампањата што од наредна недела ќе ја стартуваме во рамки на Министерството за внатрешни работи под мотото "Сината униформа действува за зелената околина". Посебен куриозитет е што оваа кампања произлегува од веќе реализираните активности во насока на зголемување на енергетската ефикасност и поголемо учество на обновливите извори на енергија преку инвестиции во објектите на Министерството за внатрешни работи. Зелената акција која во овие неколку години ја спроведуваме како раководство во МВР е во насока на владините приоритети за трансформација на енергетски план и има за цел да ја подигне свеста, и тоа јавната свест и кај граѓаните, и кај институциите, деловните субјекти, дека сите заедно можеме да придонесеме кон голема заштеда, заедничко менување на енергетскиот профил на државата, но и кон заштита на животната средина, заштита на воздухот, зголемување на квалитетот на воздухот и генерално на зелената околина. И токму сметавме дека Берово е местото од кое што можеме да најавиме една ваква наша активност, која што ќе се одвива во наредниот период. Благодарам на внимание.